Јас би сакал да кажам дека последните 5 години се околу 80 милиони евра. Економската штета е страшна. Ако на тоа ја додадеме еколошката штета, штетата врз растителниот и животинскиот свет, загадувањето на околината, губењето на дел од белите дробови, конкретно во Беровскиот регион, навистина штетите се мултиплицираат, а за жал штетите, а и самите пожари се злоупотребуваат во дневна политика, па и самата влада трпи понекогаш неосновани напади и штета поради злоупотреба на пожарите во таа дневна политика, бидејќи сите сме свесни ова лето, кој да беше на власт, ресурсите се тие кои што ги има државата, овие ресурси се вакви како последица на повеќе децениска недоволна грижа, би рекол, значи тоа не е состојано од последната една или неколку години. Системот за управување со кризи, јас не би рекол дека е нефункционален, бидејќи ние минатото лето со таков систем каков што го имаме ги изгаснавме сите пожари. Можеби можеше побрзо, можеби можеше подобро, но ги изгаснавме. Директорот Беки Максути убаво кажа, еден мал пожар може да предизвика голем пожар, понекогаш екстремно голем пожар како пожарот во Малешевијата, а нам токму тоа ни се случи. Значи системот е недоволно функционален, ние како влада работиме на негово подобрување, можеме да се пофалиме дека оваа година за разлика од ланската сме поподготвени. За почеток имаме еден функционален авион во ДЗС, кој што во секој момент треба да дојде и вториот авион, верувам дека за неколку недели тој ќе биде во функција, а го се очекува и третиот според информациите кои што предмалку ми ги даде директорот Беки Максути. Воедно честитки до МВР, оваа година за прв пат МВР има хеликоптер со соодветна опрема и со соодветно обучена посада, кој што може да учествува во гасење на пожари и како што каже министерот Спасовски, имаше огнено крштевање на големиот пожар во Тетово, каде што дел од градот беше сериозно загрозен, а токму хеликоптерот на МВР имаше можеби пресудна улога да го локализираме овој страшен пожар кој што можеше да предизвика катастрофа од поголеми размери, бидејќи на 100 метра од местото каде што го пресековме овој пожар се наоѓаа неколку садови или цистерни со запалив газ и можеше да дојде до една силна експлозија. МВР и армијата и минатата година многу помогна, се разбира дека и оваа година ќе помогат. Кај МВР и кај ДЗС оваа година би рекол дека значително многу работеа и на подигање на јавната свест преку организирање на различни манифестации кои што беа пренесувани од медиумите, но исто така и ние како Центар за управување со кризи сметам дека оваа година сме значително поподготвени од минатата година благодарение на една внатрешна реорганизација, прераспоредување на силите, ставање на вистински места на вистински луѓе. И сметам дека како систем за управување со кризи, како држава, сите заедно оваа година ќе одговориме поквалитетно доколку имаме пожари во обем како минатата година, искрено се надевам дека поради статистичките законитости, кои што сепак ова глобално затоплување знае да ги наруши, оваа година сепак не очекуваме такви пожари, еве доскоро имавме и врнежи. Особено сакам да се заблагодарам на медиумите, на сите медиуми кои што објективно и брзо ги пренесува информациите околу пожарите. Центарот за управување со кризи на дневна основа за време на кризата предизвикана од пожарите одржуваше по 2 редовни пресконференции, а по потреба бевме достапни за сите медиуми. На тој начин медиумите дадоа огромен допринос во подигање на јавната свест и сметам дека оваа година, на тоа сме сведоци сите, дека свеста во јавноста за опасноста од пожари е значително зголемена. Впрочем, низата активности кои што ги презема и МВР, ДЗС и Факултетот за безбедност и многу други државни институции и невладини организации ги потврдува овие ставови, дека свеста на граѓаните, се разбира и на институциите, на државата е значително подигната. Затоа посебна благодарност до медиумите, но и до сите граѓани, бидејќи кога зборуваме за причинители, во основа тоа се граѓаните, односно несовесните граѓани, но тие представуваат еден минорен дел од вкупното граѓанство. Но доволно е само еден човек, невнимателно палејќи остаток од нива, така наречено стрниште, или некој несовесен сточар кој што
го пали пасиштето за да добие поквалитетна трева, а пожарот потоа да изгуби контрола, да се расшири во блиската шума, оттаму во соседната шума и штетата да биде непроценлива. Значи ние генерално сме задоволни од безмалку сите граѓани, бидејќи бројот на несовесните граѓани е минимален, но сепак доволен за појава на катастрофални пожари. Честитки до факултетот за безбедност, до мојот матичен факултет за безбедност, каде студирав пред 30 на години. Посебно честитки до авторите, новој труд, ќе се придружам до повикот на директорот Беки Максути. Наредниот пат може да бидеме вклучени малку повеќе и би било пожелно да го имам истражувањето пред да дојдем овде. Јас за жал го немав и не можев да го прочитам. Верувам дека ние со нашето теренско искуство ќе можеме да помогнеме на теоријата, практиката да биде вградена во теоријата. Од друга страна, благодарност и до професорот Маријан Гировски, бидејќи доаѓаше во неколку наврати во главниот штаб за управување со кризи за време на пожарите, доколку оваа година имаме некои поголеми и посериозни пожари, јавна покана до професорите, не само во главниот штаб кој што би функционирал, туку ќе организираме да дојдат и на лице место да ги погледнат пожарите од близко, бидејќи перцепцијата кога се наоѓате близу до некој монструозен пожар, како што беше пожарот во Малешевијата, е сосем поинаква. Ние во одреден момент можеби таму имав 1000 луѓе, но луѓето беа немокни. Дури гаснењето од воздух. Понекогаш имав чувство дека водата која што од воздух ја фрлавме врз пожарот, дека дополнително го разгорува, потоа ми објаснија дека на тој начин се дава дополнителен кислород, а дел од таа вода испарува без воопшто да падне на земја. Потоа овде се ограничувањата кои што ги имат леталата, посебно хеликоптерите, над 38 степени не е безбедно да летат, а начелото на Центарот за управување со кризи, верувам дека сите го знаете, safety first, безбедноста на луѓето, безбедноста на посудите, и ќе дадам поддршка на директорот Беки Максути. Пожарите треба првиот одговор да го има од локалната самоуправа. Не може градоначалниците при најмал пожар веднаш да барат авион или хеликоптер. Тие се должни, вклучително и национални шуми или националните паркови, доколку пожарот е во национален парк, да го дадат првиот одговор. Откако ќе ги употребат сите нивни ресурси, потоа настапува на сцена државата. Тоа е дирекцијата за заштита со низините тимови, со авионите кои што ќе ги имаме оваа година, хеликоптерите на армијата и на полицијата и така натаму. Но да не дозволиме, апел до градоначалниците, пожарот да дојде до таков обем и динамика да мораме да ги користиме овие скапи, па би рекол и недоволни или ретки ресурси кои што ги има нашата држава. Благодарам за можноста да се обратам. Честитки уште еднаш до авторите и до факултетот за безбедност.